Добар ден. Јас свикувам седницата на Комисијата за економски развој на Советот на општина Битола. Констатирам дека има мнозинство во комисијата, така да можеме да почнеме. Согласно член 38 од статутот на општина Битола, службен гласник на општина Битола број 10/2005, свикувам седница на Комисијата за економски развој на Советот на општина Битола на 27.05.2022 година петок во 12 часот со предлог на следниот дневен ред. Имаме една точка на дневен ред, втора измена на програмата за економски развој на општина Битола за 2022 година. Го ставам дневниот ред на гласање. Кој е за да крени рака? 4 гласа за. Констатирам дека дневниот ред е усвоен. Имаме представник од општина Битола и го повикувам да ја изложи точката, да ја образложи точката од дневниот ред. Повелете. Благодарам. Значи, измената се однесува на точка 7, каде од сообраќајни проекти низ улици во Битола за измена на траен режим на сообраќај, одземаме 200.000 и ги распоредуваме во две нови ставки. Тоа е ставката 90, однос подреден број 96 и 97, конкретно за изработка на проектна документација за уредување на речни корита. Едното речно корито, така крстено речно корито е во Лаговарди, каде што во моментот се изведуваат градежни активности околу реконструкција на улиците, на дел од улиците, каде што во еден дел, за тие што имат еден во Лаговарди, имаме еден дел во сред село, каде што имаме завирување на вода, каде што во минатото многу пати е чистено тоа речно корито, меѓутоа ефект нема, затоа што само се продлабочува коритото, се формираат трски, односно растенија кои растат во вода, водата не истекува, мурчурливо е земјиштето и ја дестабилизира улицата. Таа што сега ќе реконструираме, па од таа намена, заради тоа, предвидуваме да изработиме една проектна документација за отворен канал, кој во иднина ќе биде обложен со камен, кој ќе го уреди тој простор како што треба и ќе го постигне правилното одводнување на овој дел од селото, бидејќи како што знаете тие, ако некој ако мислам е позапознат, ова село има многу мал подолжен, односно многу мал пат на одводнување и многу често се случува да имаме завирување во сите тие канали, иако во минатото сме ги чистеле и понатаму имаме завирување, односно од прилика 0,3%, односно 3 мм на метро е подолжниот пат, што не дозволува правилно одводнување на таа вода, па затоа овој дел од селото ќе го уредиме со трапезен камен канал, кај што ќе го постигнеме тоа ниво и ќе го одводниме конечно тој дел сред селото и планираме и понатаму да го уредиме, како што знаете, може да се уреди доколку е околу него да се уреди просторот, да биде пријатен за посета на жителите на тој дел од селото и така планираме. Значи тоа е едната измена, другата измена е во Горно Ризари, исто сличен е ваков проблем. Значи имаме реката што поминува низ Горно Ризари се вика Раштански порој, практично. Тоа е порој кој се активира при поголеми врнежи. Исто така во дел на сред селото, да го речем како сред село што е, има еден пропуст таму, кај што многу често го чистиме тоа корито, меѓутоа и понатаму се фрла ѓубре, падот исто така не е добро регулиран, така да и овде планираме да изградиме трапезен камен канал, кој сето тоа ќе го регулира и ќе овозможи поготово на овој дел поголемо присуство на жителите, бидејќи овде планираме да поставуваме и урбана опрема. Таму има една мал дел урбана опрема, и тоа планираме да збогатиме, така да ќе представува една многу добро катче за жителите во овие населени места. Значи, по 100.000 денари за едната и за другата локација, кај што планираме да извршиме да изработиме проектна документација. Тоа е измената. Во делот на прилог 2, ова беше во прилог 1, во делот на прилог 2 имаме прераспределување на средства
Тоа, мислам, го прераспределување на средства ради имавме планирано 500.000 денари, грубо 500.000 денари, меѓутоа сега кога дојде да ја спроведеме јавната набавка за набавка на, односно за поставување на пултови, практично тие се пултови, како што имаше, порано имаше, сега се веќе уништени, кај што има одредени информации за карактеристични објекти во Битола. Тие се веќе уништени, планираме на истите места и на други места да поставиме нови, кои ќе бидат унифицирани и во зависност од тоа како е насоката дадено, како тие да изгледат, ќе мора да направиме нова јавна набавка, а самата јавна набавка укажува на тоа дека не може по таа шифра, како што сме планирале 500.000 денари, меѓутоа треба да се распредели со други шифри, подшифри во буџетот, затоа измената. Значи нема измена, истите пари се, меѓутоа ги прераспределуваме со други шифри. Во прилог 2 дадени. Од мене толку. Ви благодарам. Отварам дискусија по точката. Дали некој бара збор? Повелете, Зоран. Значи, имам по една сугестија по однос на дневниот ред. Значи, не можеме да имаме втора измена, туку имаме само измена на програмата. Оти можеме да имаме до крајот ние 70 седници, на секоја седница да имаме некакви измени. Ќе пишеме 75-та или 76-та измена на... Мислам, малце не оно, кој е само сугестија, ништо друго. А по однос на, рековме за првиот дел кога го читавте, парите од кај се влечат? За раштани и за... Значи ставката е 7, значи подреден број 7, кај што имаме планирано средства за изработка на проекти за времен режим, за траен и времен режим на сообраќај. Таму беа предвидени 1.000.000 денари, го намалуваме на 800.000 денари. Да. Од таа ставка, како поголема ставка, да, од неја земаме 200.000 денари и ги распределуваме од. Значи, во соработка со... Значи, овој проект е меѓународен проект, во соработка со француската, да речем, во француска поддршка, албанска и македонска. Значи, унифициран е проектот, заеднички проекти, кај што и во Албанија се постават вакви пултови. Значи, ако ги имавте видено во... како бронзини изгледа, метални, сега која година беа поставени не знам, меѓутоа ги имаше по Широксока, ги имаше, мислам, во паркот. Моментално има уште еден, може да го видите како изгледа, меѓутоа и тој ќе го заменеме, е кај Сабина. Значи, тие се пултови кај што има информации за карактеристични објекти во градот. Имаме и нови, значи имаме унифициран модел како тоа ќе изгледа, и тоа сето ќе оде, ќе мора да оди на тендер. Да. И заеднички проект, меѓународен проект. Ова е, меѓутоа ние имам за заштита и истражување на стари урбани јадра, практично податоци ќе има за одредени објекти кај што биле во минатото и ќе бидат со слики и со текст на повеќе јазици. Да, како што беа, меѓутоа тие се веќе уништени, а имаме нов тип кој што ќе ги поставиме и затоа треба да спроведеме нова јавна набавка која ќе треба да спроведеме. Ви благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ја клавам точката на гласање. Сега ќе оди вака како што си е. Втора измена на програмата за економски развој на општина Битола за 2022 година. Кој е за? Да крене рака. 2, 3, 4 гласови за. Со 4 гласови за, светам дека точката е усвоена и дека дневниот ред е исцрпен и комисијата завршува. Ви благодарам.